Централен дневник на К1, добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Мајка Тереза е прогласена за светица. Папата Франциска го направи свечениот чин, канонизација на скопјанката Гонџа Бојаџиу. Велешани ги помнат делата на најхуманата жена во светот, мајка Тереза. Помина и вториот ден од Тиквешкиот гроздобер. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциска, на церемонија која се одржа на плоштадот Свети Петар, ја прогласи мајка Тереза за светица. На канонизацијата на блажена мајка Тереза присуствува македонска државна и црковна делегација, предводена од председателот Ѓорѓе Иванов. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск, ја прогласи мајка Тереза за светица на церемонијата на плоштадот Свети Петар. Во обраќањето пред гостите, папата Франциск порача да бидеме мудри и да го пренесеме она што го правеше мајка Тереза, а тоа е хуманоста и помошта за болните, сиромашните и изнемоштените. Скопјанката Агнеса Гонџа Бојаџиу е хуманистка и добитничка на Нобеловата награда за мир и една од највлијателните жени во католичката црква. По каноните на Римокатоличката црква, светец, односно светица, се станува откако ќе се утврди дека личноста направила најмалку 2 чуда. Церемонијата на нејзината беатификација за блажена, што беше чекор кон прогласување за светица, се одржа во 2003 година, откако папата Јован Павле II го призна нејзиното прво чудо, излекување на индијката Моника Бесра со наод тумор во стомакот, а потоа и второто чудо на мајка Тереза, поврзано со нејзината моќ за исцелување, необјаснимо лекување на маж од Бразил од неколку мозочни тумори, додека тој бил во кома. Македонската државна и црковна делегација, предводена од председателот Ѓорѓе Иванов, присуствуваше на церемонијата на канонизација на блажена мајка Тереза во Ватикан. Во состав на македонската делегација покрај Иванов се и премиерот Емил Димитриев, министрите за надворешни работи и култура Никола Поповски и Елизабета Канчевска-Милевска, лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев, представници на Католичката црква во Република Македонија и на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како и представник на фамилијата на мајка Тереза. На канонизацијата на мајка Тереза беа присутни многубројни верници и високи гости од целиот свет. За ликот и делата на мајка Тереза се знаеше и зборуваше не само во земјава, туку и во целиот свет. И велешани ги помнат делата на најхуманата жена во светот, мајка Тереза. Позната по хуманоста и добрите дела, скопјанката Агнеса Гонџа Бојаџиу, добитничка на Нобеловата награда за мир и една од највлијателните жени во католичката црква, денес беше прогласена за светица. За ликот и делата на мајка Тереза се знаеше и зборуваше не само во земјава, туку целиот свет знаеше за незината хуманост. Ги прашавме велешани колку тие знаат за најхуманата македонка. Сега знаеме дека само дека ќе се прогласува за светица и дека е хуманитарка од мали ноги и така. И дека е родена во Скопје, тука е македонка. Баш ми е драго што ќе прогласа за светица. Голем хуманитарец и мислам позитивна личност, едноставно. Тука е родена во Скопје, по потекло албанка, па отиде во Индија, хуманитарка и добра жена. Мислам, која светица ја прогласија. Мајка Тереза, ја колку што знам, направила добри дела, што им пружила прво љубов на оние болните која им недостасувала. И дека спрема сите била равноправна, дека ги сакала луѓето. Мислам, голем човек и заслужува да биде светица. Да бидеме хумани, да им помогнеме на болните, сиромашните и изнемоштените. Само така ќе го следиме патот по кој чекореше мајка Тереза.
Велешанецот Киро Цветков е еден од крводарителите кои повеќе од 120 пати дарувал од течноста што живот значи. Чувството да се дарува крв е извонредно, од здравствени и други причини. И токму заради тоа ги поттикнав и моите деца да даваат крв. Како иницијатор за ова беше мојата сопруга, вели Цветков. Според него, да се спаси човечки живот е одлично чувство. Не знам дали има некои зборови да се каже што е тоа да се спаси живот. Ако човек се осеќа како човек и што викаме нова граѓанска должност на секој човек, тоа треба секој да го направи. Не само крводарител, туку воопшто. Мојата фамилија ја имаме на случка кога ја отидов еднаш да дарувам крв и пошто долги години дарував крв, ме познаваа и ми рекоа дека сме А позитив сите, дека им требаат уште 2 мерни единици. Ја по телефон ги викнав двајцата синови, дадовме крв за човек. Знам само дека се работеше за млада личност. Ги викнав, подхитно дојдоа двајцата синови, дарувавме крв. Немам информации дали човекот го спасивме или не го спасивме, ние нашето си го направивме. Тоа што ни беше граѓанска должност, како крводарител, како хуманист, јас си го направив своето. Помина и вториот ден од Тиквешкиот Гроздобер. Многу забава и добра музика имаше за сите оние кои беа дел од оваа манифестација. Вечерта помина со традиционалниот вински карневал на кој продефилираа 20 поставки под маски и концертите на групите Пурпурен Цепелин и Парни Вајак. Спектакуларно и со многу повеќе активности помина вториот ден од Тиквешкиот Гроздобер 2016. Во текот на денот имаше голем број посетители кои се шетаа, разгледуваа и се запознаваа со градот Кавадарци. Дојдени со една цел да поминат убава вечер во друштво со познати музичари и убава музика. Така и беше. Главната карактеристика на Тиквешкиот Гроздобер е винскиот карневал. Годинава имаше околу 20 поставки. По традиција, први се винскиот крал и кралица. Веднаш по нив беа учениците од речиси сите основни и средни училишта. Овде беа и веселите тутунари од Прилеп. Имаше и 2 карневалски поставки од Струмица и од збратимените градови Птуј Словенија, Лесковац Воден, Перник и на крајот неизбежна беше поставката со џоломарите од Бегниште Кавадаречко. Кога заврши винскиот карневал, наеднаш над небото блесна традиционалниот огномет кој го осветли целиот плоштад. Лица вперени во него гледаа и уживаа. Вечерта продолжи со дегустација на вина од 10 винарници кои беа сконцентрирани со своји штандови на градскиот плоштад. Први на сцената застанаа момците од Пурпурен Цепелин, а вечерта продолжи со очекуваниот концерт на хрватската рок група Парни Вајак, на кој сите присутни уживаа и пееа заедно со Аки Рахимовски. Вечерта траеше до 2 часот по полноќ. По завршувањето на концертите, забавата продолжуваше во градските кафичи и дискотеки. Оние кои дојдоа не погрешија. Имаше доста забава и убава музика. Тиквешкиот Гроздобер не завршува овде. За оваа вечер се најавени концертите на Бангладекс и Tribute to Coldplay. Забавата продолжува.
Покрај Гроздоберскиот вински карневал, големо внимание привлечи детскиот карневал, на кој продефилираа јадници дечиња од основните училишта од Кавадарци. Преправени во различни маски дефилираа низ улицата Илинденска, се до градскиот плоштад. Скриени под своите шарени маски, илјадници деца продефилираа на детскиот Гроздоберски карневал. Преправени во богот на виното, гроздобери, римјанки, листови и се она што е поврзано со гроздоберот. И секако имаше маскирани деца во омилените јунаци од цртаните филмови, фудбалски херои, принцези, докторки и слично. Гроздоберци, индијанки, во хавајки, во Тошо Велко Пепто, во листови, во Фрозен. Во листови? Во цвеќиња и листови. Јас сум фудбалер. Во принцеза. Во снежна. Во дама. Во принцеза. Во нинџа. Витез. Грози. Рокери. У доктор. Во војник. Во кралици. На винот. Гроздоберци. Во пепелашка. Јас сум месен. Јапонка. Мадам, во принцеза, во докторка, во дамата на името, Меси, Hello Kitty, во кошаркарка. А на вистина си кошаркарка? Не, спортува. Покрај поединечните ликови и годинава најмладите кавадарчани ја покажаа својата имагинација, но и соработката со своите наставнички, подготвувајќи интересни групни маски, го привлекуваа вниманието особено на родителите кои ги фотографираа своите деца. Шо си ти? Во гимнастичарка. Спортуваш ли гимнастика? Да. Од колку време? 3 години. Се надпреваруваш? Да. Каде? Во Битола. Браво. Во што сте маскирани? Торачиња. Во принцес. Во принц. Во пинк звездички. Фраери. Морнари. Од кој училиште сте? Од Страшо Пинџур. Во Шрек. Игрорки. Народна фараони и Клеопатри. Во Пирот. Го носиме знамето на Кавадарци. А од кој училиште сте? Страшо Пинџур. Креативно, весело и забавно беше и годинава. Децата со своите маски дефилираа низ улицата Илинденска па се до градскиот плоштад, каде го завршуваа своето представување. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ со низа активности периодов. Во тек е пријавувањето на ликовниот конкурс кој Унијата го распиша по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Темата на ликовниот конкурс е најдобро нацртано македонско знаме, а е наменета за најмладите. Изложбата на цртежите ќе биде на 5 септември во ликовниот салон. На 1 септември, за да го распишавме ликовниот конкурс, веќе се информирани градинките и основните училишта, меѓутоа е уште еднаш апел до сите заинтересирани. Се работи за дечиња предучилишна возраст и за деца кои што се во основното образование, меѓутоа во оделенска настава, да бидат дел учесници на овој ликовен конкурс на тема најдобро нацртано македонско знаме. Значи, ја одбравме темата по пресрет на празникот кој што следува. Значи, тоа е денот на независноста на нашата татковина, затоа им даваме можност на сите кои што навистина сакаат да цртаат да го покажат својот талент. Изложбата ќе биде на 5, значи 5 септември во ликовниот салон со почеток во 18 часот, на кој што ќе бидат изложени сите цртежи, меѓутоа ќе имаме одбрани најдобри, значи во 2 категории, 3 први награди или 3 награди на предучилишна возраст и 3 награди за децата кои што се во оделенска настава. Од денеска па се до 11 септември во Скопје ќе се одржува татковинска прослава денови на Света Мајка Тереза по повод канонизацијата на Мајка Тереза. Поради изведување на градежни активности на територијата на Република Србија, од денеска нема да сообраќа меѓународниот воз Хелас Експрес на релација Солун-Скопје-Белград. Вести од Македонија. Од денеска па се до 11 септември во Скопје ќе се одржува татковинска прослава денови на Света Мајка Тереза по повод канонизацијата на Мајка Тереза.
почнувајќи со миса која ќе се одржи во капелата на мајка Тереза во спомен куќата во знак на една благодарност. Чествувањето ќе биде продолжено со целодневно обожување. Од 5 до 11 септември во Скопје ќе има и серија хуманитарни активности. Во сабота на 10 септември ќе се одржи света литургија предводена од белградскиот надбискуп Станислав Хочевар, а веднаш потоа и бдење. Централната прослава понтификална света миса ќе се одржи во недела на 11 септември на плоштадот Македонија, предводена од специјалниот папски кардинал, сараевскиот надбискуп кардиналот Винко Пулик. Организатор на прославата е Скопската бискупија, а покровител е председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Поради изведување на градежни активности на територијата на Република Србија, од денеска нема да сообраќа меѓународниот воз Хелас Експрес на релација Солун-Скопје-Белград, информира Македонски железници транспорт. Прекинот на патничкиот сообраќај ќе важи се до крајот на возниот ред 2015-2016 година, а повторното воспоставување на редовната патничка линија на релација Солун-Скопје-Белград заеднички ќе го усогласат МЖ Транспорт Србија ВОЗ и Трејнос грчки железници. Две лица загинаа во тропската бура Ермин, која помина над југоисточните американски држави од Флорида до Вирџинија. Поплавите во Луизијана предизвикаа штети над 8,7 милиарди долари, а сумата ќе се зголемува и понатаму затоа што се уште трае проценката, вести од светот. Две лица загинаа во тропската бура Ермин, која помина над југоисточните американски држави од Флорида до Вирџинија, пренесоа американските медиуми. Ермин над копното ја загуби својата ураганска сила. Стихијата меѓутоа повторно собра моќност, додека се движеше на север крај американското атлантско крајбрежје, заканувајќи се со поројни дождови и силни ветрови. Огромна штета на многу згради предизвика бурата и остави без струја илјадници луѓе. Според последните податоци, Ермин се наоѓа крај Северна Каролина, движејќи се со брзина од 24 км на час во правец исток-североисток. Поплавите во Луизијана предизвикале штети над 8,7 милиарди долари, а сумата ќе се зголемува затоа што се уште трае проценката за разурнувањата на патиштата и другата јавна инфраструктура, изјавил гувернерот на Луизијана Џон Бел Едвардс, пренесуваат американските медиуми. Тој во писмо до председателот Барак Обама бара од Конгресот федерална помош од 2 милиарди долари за обнова на стамбените згради, економските објекти и инфраструктурата. На 12 август бура ја зафати државата и ги донесе најголемите поплави во Соединетите Американски држави по супербурата Синди, која во 2012-та го удри американското источно крајбрежје. Едвардс вели дека од сегашната стихија настрадале повеќе од 55.000 куќи. Лошо е тоа што дури 80% од сопствениците на куќите немаат осигурување и повеќето се луѓе со ниски и умерени примања, а 20% се кираџии. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск предупреди дека Европа е блиску до границата на своите можности да прими нов бран бегалци, повикувајќи ја пошироката меѓународна заедница да преземе поголем дел од товарот. Практичната способност на Европа да прими нов бран бегалци, а да не ги споменувам и нерегуларните економски мигранти, е блиску до своите граници, рече Туск на пресконференција на маргините на самитот на Г20 во кинескиот град Ханџу, јавија француските медиуми. Во светот постојат 65 раселени лица, рекол Туск, и укажал заедницата на Г20 треба да го зголеми својот удел во одговорноста.
Стабилно сончево и топло време имаме денес. Утре кон крајот на денот се очекуваат врнежи од дожд и ретки грмежи. Деталите во продолжение. Тоа беше последната информација за вечерва. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Пријатно!